И по 4 месеци длабока криза, добри вести за чевларите нема. Нарачките за оваа сезона се минимални, со што длабоката неизвестност во наредните месеци повторно е заверена. Се плашиме дека новата сезона ќе биде уште потешка, бидејќи таа роба која што е направена не е продадена. Таа е во продавници, сите знаеме дека моловите беа затворени под 2 месеца на светско ниво. Значи, робата е во продавници или во магазини, а ние сега од септември треба да го работиме таа пролет-лето сезона. Затоа очекуваме да бидеме уште во потешка и покризна ситуација. Големата неизвестност чевларите ги притиска уште повеќе до зидот на сиромаштијата и тие најверојатно повторно за помош ќе ја бараат владината адреса. Секако дека ќе бараме, најпрве нека поменат избори, дека дојде ситуацијата на после одмори, значи август и годишните одмори, кога ќе почне септември сигурно и ние ќе знаеме подетални информации. Значи во август ќе знаеме точно колку што ќе имаме работа. Доколку е потребно, сигурно дека ќе бараме помош од државата. На сето ова, изборната најава за зголемување на минималната плата, работодавачите од овој сектор ги стави пред конечната дилема: дали да бараат помош или да купуваат катанци за фирмите. Најискрено се надевам, која и да дојде влада, дека ќе има разбирање на ситуацијата со пандемија. Најискрено се надевам, бидејќи ако зголемување на минимална плата биде веднаш со формирање на влада во овие тешки услови без работа, тоа ќе биде кучна врата за 90% фирми. Два града во државата, Куманово и Штип, се во очекување на овој потрес, бидејќи Куманово вработува 1200, а Штип околу 500 работници во оваа индустријска гранка.